Добар ден, драги ученици! Јас сум наставник Убавка Џинов и предавам во Основното училиште Киро Глигоров во Скопје. Нашата денешна наставна единица е денови и години. Ние денес ќе научиме дека како последица на ротација на Земјата се јавува ден и ноќ. Ќе научиме да го препознаеме годишното движење како земјина револуција. Ќе умееме да опишеме патеката на Земјата околу Сонцето. Ќе умееме да ги објасниме последиците од земјината револуција и ќе умееме да ги толкуваме промените на годишните времиња. Но ќе откриеме и зошто е важно во една календарска година Земјата во нејзината орбита дека завртува еден круг околу Сонцето. Движењето на Земјата околу својата замислена оска од запад кон исток, која спротивно од стрелките на часовникот, се нарекува дневно движење или земјина ротација. Таа трае 24 часа или едно деноноќие. Како последица на земјината ротација се јавува промената на ден и ноќ. Основни мерки за пресметување на времето се ден, недела, месец и година, кои се поврзани со одредени движења на Земјата. Што прославува секој член на семејството секоја година? Знаеме дека прославуваме роден ден, дека сме постари една година. Што прави нашата планета во текот на една година? Па одговорот е додека Земјата се врти околу својата оска, значи, таа истовремено се врти околу Сонцето и тоа движење се нарекува земјина револуција или годишно движење. Земјата за период од 365 дена и приближно 6 часа свртува еднаш околу Сонцето по елипсовидната патека, така наречена орбита. Земјата останува во орбитата поради гравитација на Сонцето. Овде имаме една табела на временски период на планетите за колку треба да го заобиколи Сонцето. Ако знаеме дека Земјата го заобиколува за 365 дена и 6 часа, тогаш Венера и треба 88 дена, Марс 225 дена, Јупитер 687 дена, Сатурн 12 години, Уран 84 години и Нептун 165 години. Кои се последиците од земјината револуција? Во период од една година, Земјата ја менува местоположбата спрема Сонцето, затоа што сончевите зраци не еднакво ги осветлуваат и загреваат деловите на Земјата. Поради ваква појава доаѓа до нееднакво траење на денот и ноќта, промена на годишните времиња. Нели имаме 4 годишни времиња: есен, зима, пролет и лето. Појава на повеќето топлински појаси, така натаму. Што се случува со четвртината од денот? Секоја четврта година знаеме дека е престапна, поради 6 часа кај земјината ротација. Но секоја четврта година има 366 денови, тогаш во месец февруари ќе има 29 дена. Сите вишок четвртини од денот ги собираме и добиваме уште еден ден во февруари. Зошто деновите во лето се подолги, а во зима покуси? Кога Земјата е свртена кон Сонцето, некои нејзини делови се поблиску до Сонцето за разлика од други делови. Преку ден Сонцето привидно се движи, преку зима е ниско над хоризонтот, па сончевите зраци паѓаат под кос агол и загревањето е мало, па така денот трае кратко. А во лето Сонцето е високо над хоризонтот, сончевите зраци паѓаат под прав агол, загревањето е поголемо и денот трае подолго. Запомни, сончевите зраци под голем агол паѓаат помеѓу северниот и јужниот пол, а под мал агол
спрема половите. Зошто има промена на годишните времиња? Промена на годишните времиња има поради земјина револуција и земјина ротација, односно поради движењето на земјата околу својата замислена оска и движењето на земјата околу сонцето. Додека земјата кружи околу сонцето, не е подеднакво осветлена северната и јужната хемисфера. Државите што се наоѓаат помеѓу, ова е тука екватор, и северниот пол се наоѓаат на северната полутопка. Оние држави кои што се наоѓаат помеѓу еквадорот и јужниот пол се наоѓаат на јужната полутопка. Кое годишно време е во твоето место ќе зависи од тоа на која полутопка на земјата живееш ти. Кога на северната полутопка е лето, на јужната ќе биде зима. Бидејќи северната полутопка е наклонета кон сонцето во лето, деновите се долги, а ноќите се кратки. Околу екваторот нема раздвоени годишни времиња, туку деновите се со иста должина во текот на целата година. Утврдениот ред на денови во годината по недели и месеци се нарекува календар. Овде може да видиме слики кога е зима, кога е лето, кога е пролет, кога е есен, како е наклонета земјината полутопка спрема сонцето. Имаме еден линк кој може да си го изгледате за да истражите повеќе за годишните времиња.